700 спортски обложувалници ги отворија вратите за своите клиенти. По одлуката на владата истите да работат по шалтер систем. На местото на уплата дозволено е присуство на едно лице, а забрането е служење на пијалаци. Држање физичка дистанца, носење заштитна маска и средства за дезинфекција се задолжителни. Вела дека ваквиот начин на работа ќе им го намали прометот. Меѓутоа, подобро да заработат нешто отколку да биде затворени. Од Асоциацијата на спортски обложувалници вела дека загубите додека биле затворени обложувалниците се големи. Изгубеното не може да се надокнади. Се надеваме дека како и сите дејности, така и нашата ќе се врати во нормала. Во меѓувреме ни останува да ги почитуваме здравствените протоколи. Можеме да кажеме дека бројките се мерат во милионски суми. Загуба и за приредувачите, нормално и на приходната страна кај државата. Од Сдруженијето Антикоцкање реагираат на одлуката за работа на објекти каде се приредуваат игри на среќа, наместо дислокација на спортските обложувалници и казина надвор од населени места. Властите дури во време на пандемија, кога речи се да нема спортски надпревари, стимулира коцкање. Иако ова беше време што стварно требаше да се зема лекција околу коцкањето, и бидејќи еден голем број на зависници се откажа од ова болест и во време кога веќе имаме таа откажување, односно лечење од ова болест, нашата влада стимулира коцкање. Од Асоциацијата велат дека со дислокација на објектите каде се приредуваат игри на среќа, ќе изгуби државниот буџет, каде се сливаат околу 250 милиони евро од обложувалници и казина. Актуелното законско решение по ништо не се разликува од законските решенија кои што ги имаат развиените земји во светот. Од Антикоцкање со години бараат сите објекти каде се приредуваат игри на среќа да бидат оддалечени најмалку 3 километри од населени места, се со цел да се намали, како што велат, оваа девијантна појава, која се почесто ја практикуваат младите.